Хелсиншки комитет забележа значително зголемување на појавата на говор кој промовира и поттикнува омраза насочен кон бегалците и мигрантите, кои како дел од светската бегалска криза транзитираа низ Република Македонија. Ксенофобичниот говор, кој е најзастапен на социјалните мрежи, се појави како реакција на продолжената стратегија за интеграција на бегалците и странците во Македонија од страна на Министерството за труд и социјална политика, предвидена за 2017-2027 година. Следствено на продолжената стратегија се наметна јавна дискусија, поттикната од политичките партии, во која се наведува дека во државата ќе се населат илјадници бегалци за кои ќе се градат и стамбени објекти. Од нашите, Хелсиншкиот комитет во рамките на својот мандат за следење на говорот на омраза забележа дека говорот на омраза, ксенофобичниот говор кон бегалците се шири не само поврзано со референдумот, туку и општо во целиот период од моментот кога Министерството за труд и социјална политика ја објави предложената стратегија за 2017 до 2027 година. Значи, од моментот кога се објави стратегијата, се наметна мислењето во јавноста дека ќе се градат кампови и стамбени објекти за да се сместат бегалци и мигранти. Меѓутоа, тоа е апсолутна невистина, бидејќи пред се бегалци нема останато во Македонија кои што би се сместувале во тие стамбени објекти. Значи, целото распишување на референдумите е нивно демократско право да се одржи, меѓутоа е засновано врз една невистина, односно врз идејата дека ќе се градат стамбени објекти за бегалци кои што ги нема во државата. Ксенофобичните пораки и говор кој разгорува и поттикнува омраза беше забележани во говорите на јавните личности. Истовремено произлегува неколку граѓански иницијативи. Излези и ти, будење, чии пораки